Еден драг мој гостин кој што допатува од Битола, Александар Тодоровски, во студиото на Јасака Македонија, дипломиран етнолог и колекционер на народни носи. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, добро најдов и да се надоврзам на муабетот. Без разлика дали е пиринска, егејска, северна, јужна или било како ќе се вика, била и комунистичка, била и социјалистичка, сепак фолклорот си е фолклор. Фолклорот не е на државата, фолклорот е народот кој што живее на таа територија. Колекционерството, посебно на народните носи, дава еден таков раскош во истражувањето, еден навистина богат фолклор, кој еве и преку тука еден дел од предметите кои што ги донесов да се види, навистина голем раскош и многу убавина. Многу мал дел со оглед на она со што располагате вие. Долги години, пред да малку обратиме внимание на народните носи, ќе ве запрашам вас како се запознавте со народните носи и како се пуштивте во колекционирањето? Со народните носи и со фолклорот воопшто многу случајно. Мојот дедо потекнува од едно село кој што 70-тите години е уништено за потребите на тогашен рек Битола, селото Врањевци. И јас од љубопитност да видам каде било селото и дали нешто останало, по старите изурнати куќи најдов некои предмети од народни носи и мислев дека тоа е тоа. Значи една кошула, еден елек, една скутина, мислев дека тоа е облекувањето. И радосен дојдов дома и мојата баба вели дека ова не е ништо, ти не си нашол ништо, ова е една ситница од она што ние го носевме. Мојата баба е венчана во народна носи, во секојдневна употреба ја носела. И така тоа ме поттикна да ги дособерам сите останати делови кои што фалеле во тој комплет на носија. Меѓутоа, трагајќи по роднини, првен по блиските баби, дедовци, тетки, по комшиите, видов дека има и многу различни. Етно и Линден од Битола, каде што работам како кореограф или уметнички раководител и ги користиме за настапите во земјата и во странство. Прекрасен презентер едноставно е на македонскиот фолклор и на македонска народна носија, без оглед на кој дел од Македонија припаѓа. Сите се карактеризираат според една ваша изјава, односно едно ваше кажување, велите дека сите се карактеризираат, односно во себе го содржат оној македонскиот наш препознатлив символ крстот. Да. Што е она што е карактеристично за македонските носи? Не мора по региони си да не детално да ми ги опишувате, меѓутоа најголемата карактеристика што ги обединува сите македонски народни носи. Македонските носи, освен мотивите кои ги имат, тоа беше и мојата прва изложба, за која што можам најповеќе да се заблагодарам на митрополитот Преспанско-Пелагониски господин Петар. Тој беше ја отвори и присуствуваше на таа изложба, се викаше Крстот како мотив во народната носија. И тоа беше може еден мотив да понатаму јас почнам да истражувам за мотивите. Крстот навистина го има во сите елементи како прикриен или како изразит мотив. А пак карактеристика општо за сите народни носи е богатството на облековни елементи. Комплетна македонска народна носија. Два примери се всушност. Еве. Првата носија е од Дебарски Дримкол, а втората носија која што седи таму, таа е од Битолско Смилево. Двете припаѓаат на мијачките носи од Западна Македонија. Меѓутоа Смилево како мијачка оаза, тоа мијачки оази се нарекуваат села кои што живеат надвор или се иселиле од својата етничка заедница. Мијаците во Смилево се дојдени од Западна Македонија, некаде кај Галични гари, некое селце постоело, се дојдени во Битолскиот регион, меѓутоа носијата си ја задржале од регионот каде што дошле. Така. А металниот дел, тоа е веќе тафтата, така? Тоа е пафта, тие веројатно се она што не поврзува како македонци меѓу словените и антиката. Тие се еден стар начин на изработување на накид, кој што уште ги наоѓаме и ги наоѓаат археолозите во гробовите, уште значи од времето на антиката. Разни форми се носеле во прво време, можеби кај жените прво наградите, па потоа слегле до појасот како накид. И паричките биле вклучени во... И паричките, да. Паричките може да бидат изработени за накид, а може и накид кој што, односно пари кои што се губеле од употреба и ги преработувале, ги користеле како накид. Вие ни доаѓате од Битола.
Кажете ни малку за битолската народна носија. Битолската носија е една од по-тешките, по-масивните носи кај нас во Македонија, но за жал многу е изгубена. Многу малку ансамбли во државата поседуваат комплетни битолски носи. Мојот ансамбл Етно Илинден може да се пофали дека поседуваме повеќе од 30 такви свечени невестински народни носи. Тоа е така бидејќи Битола е пограничен град, а имаме етнолошки карактеристики заедно со Леринско поле и до пред некоја година беше голем тренд да грците идат, односно можеби не грците и егејците, идеја во Битолскиот купуваа многу народни носи. Ние колекционерите и културно-етничките друштва не можевме да нудиме такви цени како тие и поголемиот дел го откупуваат тие. И многу малку има носи. Таа носија која што поседува повеќе од 40 облековни елементи е многу тешка и многу убава. Една комплетна битолска народна носија содржи во себе 40 над 40 елементи плюс детали плюс накид. И можам да кажам дека тоа е и гордост на мојата колекција, носите од битолскиот крај, вклучувајќи од тука и Мариово. Значи Мариово е во битолскиот тогашен вилет. И навистина сум горд јас како колекционер и со гордост ги прикажувам и во земјата и во странство. Се добро прифатени носите, не само таја, и остатокот од носите кои што ги презентираме, меѓутоа со неа се гордееме како битолчани, може и најпоќе од сите. Треба да се гордееме не само вие битолчани, треба целиот македонски народ да се гордее со она што го поседуваме од македонски фолклор, традиција и сето она што се ткаело, можам да кажам, векови наназад од нашите баби и дедовци, сето она што го живееле, го изразувале преку орото пред се, преку песните, преку народните носи. Макотрпно овие народни носи се изработени од македонската жена. Вечерите под билат под свеќа, под сјајот на свеќа. Губи поддршката. Сега, последната година, вие знаете и со Министерството за култура, како фолклорните ансамбли беа понижени према другите организации. Добивме за годишна работа на еден ансамбл 3000 денари, што не е замисливо. Не можеме телефоните да ги платиме за контактите кои ги држиме, не за да се откупи носија или да се реставрира некоја носија или да се купи тапан инструмент било како. А сега постојано и од општините. Во тој голем фестивал Битфест во Битола јас имав и понудено изложба со народни носи, таа секоја година се одржуваше во Битола. Ова година е одбиена бидејќи не се совпаѓа со концептот на фестивалот, што е страмота и греота за овие носи, бидејќи не е успехот мој што сум ги собрал ако нема кој да ги види. И каде да ги прикаже. И каде да се прикажат. И јас не ги чувам љубоморно носите само за себе, сакам некој да ги види и од нив дури да се влечи некоја поука, некоја, како да речам, некоја идеја да се извлечи за други работи, како да речеме овие модни креатори, јас имам подарувано народни. Од нив влечат мотиви, користат дури едни од Блискиот Исток купија 2 ракави за ткање на килими. Толку се вреднува во странство што еве во Јапонија има повеќе смилевски носи него што има во Македонија. Ја негуваат македонската традиција, имат и свој ансамбл, се вика Билјана, и подобро работат од нашите фолклорни ансамбли. Имаше пред некое време едно видео пласирано од Јапонско културно-уметничко друштво каде што ги пеат нашите песни, македонски песни каде што се облечени во македонска народна носија. Да. Многу се тешки за одржување. Тоа го знаеме. Нашите баби, прабаби ги чувале на посебен начин. Ткаени се на посебен начин, со посебен конец, со посебен вес, со сето тоа пропратно навистина ги прави посебни. Колку во денешно време младите сакаат да ги сочуваат елементи од народни носи или цели народни носи. И еднаш во годината во летниот период исто имавме и изложување на предметите кои што ги изработуваат тие, значи ново изработени предмети со народни мотиви. Исто и тој проект нема поддршка повеќе во нашата општина. Кои се причините не можам да знам. Меѓутоа, за останатите работи можам да кажам дека со македонската жена треба да се гордееме сите. Таа носија е изработена, како што спомнавте, во ситни детали од едно
влакно, волна, Ткаена се на изработува. разбор и така. Дова што го гледаме, тоа е совршенство. Значи, не знам дали некаде на друго место такво нешто може да се види. Нашата жена не само што изработувала носи, гледала по неколку деца. И за сите работа на поле, ручек во поле и да ги чува како национално богатство. А и музеите како музеи немаат капацитет и немаат ни средства да откупуваат носи, а и не знам дали имат интерес да ги чуваат. И тие слабо изложуваат народни носи. Поново време гледам само некои градски фустани, народните носи селските се како, да не речам, табу тема. Колку на вас ви излегува во пресред сите познаници, роднини, пријатели, вашето обкружување кога веќе започнавте масовно да собирате народни носи? Дали ви пристапува да ви подарат, да биде дел од вашата колекција? Голем дел од носите се подарувани. Голем дел од носите се и добиени како замена. Јас по селата многу пати кај што ми подаруваа баби во посиромашни села, знаев да се вратам пак и да однесам джемпер или скутина, или шамија, или кебе, да не биде така, бидејќи тие по старо, јас како етнолог ќе се изразам, да бидат со алал. Бидејќи ги носат деца, се користат Со благослов. Со благослов да бидат, да не биде на друг начин мислата. Дали тие баби кога ви ги предавале носиите во кои што се омажиле, во кои што се одржала содбената церемонија во тоа време, дали споделуваат со вас и некои приказни? Плачеле. Ми се случило со многу жени од кај што сум ги зел носите да плачат по нив. Ги поврзуваат со нив разни спомени. Ќе спомнам дека посебно со невестинските елементи кои се карактеристични само за невестите, тие вршели магиски дејствија. И до последно, до смртта чуваат одредени елементи од носите за, да речеме, за разни заразни заболувања на кожата, за смрт, без некој елемент велат дека од венчанието, ако е починат сопругот, нема да ме познае таму кај што ќе одам кај него, и ги чуваат. А многу па од знаејќи дека нема кој после нив, после смртта нивни да ги сочува или еве како што велат тие да се стави во гробот, ги подаруваат на колекционери или некој што ги побара, меѓутоа со плачење, со жал. А некои навистина ја негуваат уште таа желба дека сакаат да бидат погребени Има се уште, да. Народната носија. Токму така, тоа е нашата приказна, мислам, дека тоа е нашиот бит, нашето постоење. Колку овие носи ќе се чуваат и години нанапред и ќе останат во сеќавање, ќе останат да раскажуваат, толку мислам дека ќе се заживее македонската историја и ќе продолжи да се кажува. Државни институции одстапуваат од негувањето на носите. Јас во повеќе музеи во државата сум барал да видам одредени предмети. Не знаат ни кај се, не се ни архивирани. Дури последно во музеј на Македонија и се уништи од поплава голем дел на носи, што значи дека не се води доволно сметка. Се има сватено тоа како некоја банална работа, како нешто што не вреди повеќе, нешто застарено. А јас мислам дека не е така, дека ние само преку народните носи, преку песната и орото можеме се уште да се докажуваме кој сме и што сме. Бидејќи само преку народниот фолклор се издвојуваме од останатите. Секоја чест и на спортските работници. Тие згрижуваат многу деца во своите екипи, меѓутоа фудбалот е фудбал и кошарката кошарка во сите земји во свето истите правила важат. Ние уште кога ќе слезиме од автобус на дефиле, кога ќе застаниме, не знаат кај е Македонија, меѓутоа знаат дека сме од Македонија. Знаат по она со што се представуваме. Господин Александар, ви благодарам што ова утро издвоивте време, изодевте толков пат за да присуствувате во нашето студио и да бидете дел од Ја сака Македонија, а како што кажавте, да ги споделите вашите народни носи и дел од она што го поседувате, нељубоморно да ги чувате со нашата македонска јавност. Ви благодарам за поканата и се надевам дека во други емисии ќе продолжиме да разговараме не со мене и со други работници од фолклорот, така да го запознаеме повеќе народот што поседуваме и кои се нашите квалитети. Кое богатство е тоа. Ви благодарам. Благодарам.